А сега поздравете го председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Бранко Црвенковски. Добро вечер, кавадарци, добро вечер, драги пријатели. Ве гледам вака собрани на овој плоштад и се прашувам со која ли бројка ќе одат вечерва на МТВ, на Сител, на Канал 5. Како ќе гласи извештајот? На митингот на СДСМ се собраа едва и 500 луѓе. Па толку има само разочарани ВМРО-вци што се тука меѓу нас. И сигурен сум дека по истиот тер ќе продолжат. На плоштадот во Кавадарци немаше кавадарчани. Беа присутни само луѓе донесени со автобуси од Неготино, од Велес, од Штип, од Прилеп. Така исто беше кога бевме во Велес. Велат, немаше велешани. Беа дојдени со автобуси од Кавадарци. Значи, според овие од ВМРО ДПМН, вие кавадарчани во Кавадарци пешки не излегувате, ама затоа среде лето на 35 степени едва чекате со саати да се возите за да митингувате по други градови ширум Македонија. И така буквално секоја недела. Истите соопштенија, истите лаги и измислици. И зошто? Што ли постигнуваат со тоа? Се лажат ли самите себе си? Се храбрат ли самите себе си? Од што се уплашени, од што стравуваат? Има. Има и заради што да се плашат. Си ги знаат тие добро своите грегови, а Бога ми има и од кого да се плашат. Свесни се, гледаат тие дека на народот веќе му прекипе, му збоктиса. Дека овој народ повеќе не сака да ќути и да трпи. Дека повеќе ниту на лагите им верува, ниту од заканите им се плаши. Знаат тие дека се прочитани, а дека многу скоро ќе бидат и архивирани. Доаѓа време да ги положат сметките, да се соочат со народот. Ги чека тешка, ги чека голема народна казна. Затоа што ветуваа преродба, обнова, забрзан економски развој, а не направија земја на беда и мизерија. Самите официјално соопштуваат дека 1/3 од нашето население живее под прагот на сиромаштијата, со помалку од 100 денари по човек дневно. Помалку од 100 денари човек да се најаде, да се облече, да се лечи, да се згрее буквално за се. Затоа што ни ветуваа нови инвестиции. Груевски лично, јавно соопшти. За 7 години 8,5 милиарди евра инвестиции. А денес Македонија е на последно место во Европа по странски инвестиции. Ќе бидат казнети затоа што ни ветуваа повисок стандард, поголема куповна моќ, подобра живеачка. А во овие 6 години ја зголемија цената на струјата за 80%, на бензинот и нафтата за 85%, на дрвата за грејење за 70%, на маслото за јадење за 70%, на брашното за 50%, на лебот за 25%, на млекото 40%, на шекерот 40% зголемување, а вистинските покачувања на цените допрва не чекаат. Во исто време, нивниот Завод за статистика објавува дека оваа година просечната плата е реално намалена за 4,2%.
дека бројот на вработени во индустријата е намален за 2,6%, дека индустриското производство 11 месеци поред паѓа во просек со 7%. Македонија е земја на невратени кредити и блокирани сметки. Според нивните официјални податоци, 140.000 сметки на фирми и граѓани се блокирани. А пред 6 години, само за споредба, такви биле само 11.000. Ке бидат казнети затоа што ветуваа ниски даноци, ниски царини и такси, а денес буџетот е 1 милиарда евра поголем од оној пред 6 години. Тогаш изнесуваше 1,7 милиони евра, денес е 2 милиарди и 700 милиони евра. Значи на годишно ниво по 1 милиарда евра помалку за народот и стопанството, а повеќе за трошење на владата. И не само тоа. Вкупниот надворешен долг на Република Македонија пред 6 години изнесуваше 2 милиарди 503 милиони евра. Денес дупло повеќе, 4 милиарди 917 милиони евра. Само во последните 3 години долгот само на централната влада е зголемен за 860 милиони евра. А колкав е непријавениот долг на владата кон стопанството, кон фирмите, оној што се крие како да е најголема државна тајна. Значи, народот осиромашен без пари, стопанството неликвидно без пари, државата двојно се задолжила кон странство со нови кредити и буџетот секоја година поголем за 1 милиарда евра. Се поставува клучното, најважното прашање: каде се парите? Каде се парите на овој народ? Да не се изградија нови автопатишта? Не, само 7 километри за 6 години. Груевски самиот ни кажа дека не граделе автопати затоа што преку 90% од нашите граѓани не ги користеле. Според него ние македонците ниту сакаме, ниту знаеме по автопат да се возиме. Па што сме ние, птици, па летаме преку планини? Да не се инвестираше во гасификацијата. За 6 години со прст не е мрднато, 1 метро цевка не е ставена. Да не се инвестираше во нови енергетски објекти, во кои нигде ги нема. 10 пати тендерите за Чебрен, за Галиште, за Бошков мост ги поништуваат, им пропаѓаат. Па досега со овие нови кредити што ги зедновме од странство, по 2 пати сами ќе ги изградевме. Кога пред еден месец средегодишни одмори, во празнични денови, на шверцерски начин по кој знае кој пат ја поскапеа струјата и ја укинаа ефтината тарифа, дадоа образложение дека основната причина за тоа е високата цена на увезената струја. А зошто увезуваме струја? Вие, почитувани граѓани, треба да знаете дека само до пред неколку години Македонија со сопствено производство на електрична енергија ги покриваше сите своји потреби. А сега секоја година се повеќе и повеќе увезуваме и се по повисока и по повисока цена. Затоа вашите сметки за струја сега кога ќе дојдат во септември ќе бидат изгор, ќе бидат елементарна непогода. И пак ќе прашам, каде се парите? Каде отидоа тешките милиарди евра? Дали денес имаме подобро здравство отколку пред 6 години? Дали денес имаме подобри болници, поквалитетни услуги, поевтини лекови? Па денес, според официјалните податоци, Македонија има најголема смртност на новороденчиња во Европа. Денес човек здрав да влезе во болница, болен ки излезе. Денес луѓе не умираат не затоа што нема лек за болеста, туку затоа што немаат пари да го купат лекот, операцијата да ја платат. Денес нема болница, нема клиника, нема здравствена установа што не е во долгови до гуша. Денес имаме министер за здравство, девојка за се, експерт за купување на пижами, стручњак за болнички душеци, храбар борец против бубашваби. Се знае, само за здравството ништо не знае. Здравството пропаѓа, луѓето со здравје, со животи плаќаат.
Ова власт тврди и се фали дека огромни пари дава за подршка на земјоделието. По 70, 80, 100 милиони евра годишно за субвенции. Направија цели рекламни кампањи, изнаснимија десетици и десетици спотови со насмејани, задоволни, дотерани, намирисани актери што глумат земјоделци стрекни од што им е убав животот. Со нови куќи, со нови трактори и комбајни. Јас цела Македонија ја поминав, такви земјоделци не видов. Кого прашав, со кого разговарав, сите се жалат. Сите велат вака повеќе не се живее, вака тешко никогаш не било. И како тоа наспроти толкава државна помош за земјоделието, официјалните, пак е речам, нивните државните податоци, говора дека имаме пат на вкупното земјоделско производство. Имаме намалување на сточниот фонд на државата. Например, намалено е производството на пшеница за преку 20%. Производството на месо и млечни производи е намалено за 11%. Производството на јагнешко месо е намалено за 33%. И од друга страна, како е можно само лани, во однос на 2010 година, увозот на земјоделски производи да се зголеми за 20,4%. Како е можно вкупниот увоз на храна во овој период да е зголемен за 310 милиони долари? Каде е тука логиката, каде е математиката? Одговорот на ова прашање е едноставен. Оваа власт се однесува како ситен измамник кој ги лаже луѓето со кутивче од кибрид. Со левата рака дава 5, со десната зема краде 10 денари. И уште се фали, се рекламира, ем те тепа, ем не ти дава да плачеш. Еве, бидејќи сме во Кавадарци, во Тиквешијата, ајде да видиме што се случуваше со вас, со лозарите во овие години. Да се подсетиме, дали во 2003-2004 година откупната цена на вранецот беше 14 денари, откупната цена на смедеревката 10 денари, а високо квалитетните сорти грозје се продаваа, се откупуваа и по 17 денари. А колку беа лани? Вранецот 10, смедеревката 8 денари. И дали имаше повисоки цени за квалитетните сорти или се купуваше како црно и бело? И дали ги иземавте сите парите? А струјата и нафтата во 2003 беа 2 пати поевтини од денес. Водата беше поевтина 3 пати. Животните трошоци за 30% пониски. Дрвата за огрев дупло поевтини. Ете, затоа животот ви е потежок, затоа и за толку сте посиромашни. И пак да се вратам на основното, на клучното прашање. Каде завршија парите на овој народ? Ви тврдам дека никогаш во нашата историја немало ниту поголема сиромаштија, ниту побезобразно, поаздисано, понеодговорно трошење на народните пари. За 6 години потрошија преку 100 милиони евра за собствено рекламирање, за корумпирање на собствените медиуми, за лажење на собствениот народ. Изнаснимија стотици и илјадници спотови, објавија илјадници огласи, плакати, билборди, цели документарни филмови си снимија сами за себе. Создадоа цел лажен свет, креира виртуелна стварност во која само тие живеат. Затворија до лани 350 милиони евра, а до сега веќе само Господ знае колку во мермер, во бронза, во камења на 1 километар квадратен во центарот на Скопје. Какви се чуда не се изнагледавме. Воин на коњ, воин без коњ, мајка на војнот со коњ и сопруга на војнот без коњ, Прометеј без гаќи, Прометеј со гаќи, лавови, бикови, шмизли, ограда на мост, 1.700.000 евра, 3 жални врби, 250.000 евра, бродови среде Вардар, плажи на Вардар, палми покрај Вардар, морски песок покрај Вардар, барокна фасада на Уставниот суд, барокна фасада на Министерството за надворешни работи, барокна фасада на зградата на Елем,
барокна фасада на владата, барокни фасади на катните гаражи. Луѓе, човекот се спрема за компромис со Грција. Република барокна Македонија. Тоа ќе биде решението. Почитувани граѓани, драги пријатели, сите ние добро знаеме каде завршија нашите пари. Половина ги испокрадоа, а со другата половина ни ги мачкаат очите и глумат лажни патриоти и бранители на македонштината. Овие денови повторно го слушаме Груевски како ни говори, како ќе ни ја брани националната гордост и македонското достоинство. Прашајте го таткото што нема пари да му даде на детето за ужинка на училиште, колку се чувствува гордо и достоинствено. Прашајте ја мајката што нема пари на децата млеко да им купи, колку се чувствува гордо и достоинствено. Прашајте ги сите оние што цел живот биле честни, вредно работеле, а што сега им ја исклучуваат струјата, затоа што немаат со што да ја платат, колку се горди и достоинствени. Националната гордост и достоинство не се бранат со споменици и со скулптури, со празни зборови и наетења, туку со подобар живот, со намалување невработеноста и сиромаштијата, со економски развој. Оваа власт во овие 6 години не само што не направи горди и достоинствени, туку не понижи, не подцени, не изгази и како луѓе и како народ. Дали со оваквата судбина ќе се помириме или ќе ја промениме, зависи само од нас. За вас што сте вечера тука на овој плоштад, знам дека веќе сте решени. Вие одлуката веќе ја имате донесено. Им се обраќам на оние другите, на оние што дзиркаат од прозорците, а се плашат да излезат. На оние што седа дома, а утре ќе ве прашуваат како беше, што се кажа. Сакам да им порачам, живот во страф и со страф не е живот. Ве уверувам дека денес најуплашените луѓе во оваа земја се оние што седат на Илинденска без број во зградата на владата. А знаете ли од кого најмногу се плашат? Не од нас овде на плоштадот. Најмногу се плашат, најголем е нивниот страф, најголем е нивниот кошмар, дека вие од зад завесите и од пред телевизорите ќе излезете и ќе се решите. Си велат, ако уште овие се осмелат и излезат, крај, ќе не прегазат. Епа, ајде да ги прегазиме. Во март не чекаат избори, не чека голема одлука. Ајде сите заедно, сложно, сплотени, храбро, одважно, да им ја покажеме нашата сила, да им ја покажеме нашата волја. Овде во Кавадарци ви предлагаме млад, образован, чесен, одговорен човек за градоначалник. Еден од ретките во неговата генерација кој не прави планови да замине во странство, ниту да се пресели во Скопје, туку сака да направи нешто добро за својот град, за својата општина, за своето Кавадарци. Бетијан, нека ти е со среќа и честито кандидатурата. Направи се да се гордееме сите заедно со тебе. И ние што те предлагаме, и Кавадарци што ќе те има за градоначалник. Драги пријатели, не чека битка што не се пропушта, не чека битка што мора да се добие. Ве повикувам да си подадеме рака и заедно да тргнеме напред. Да тргнеме напред кон победа, кон наша победа, кон наша македонска голема победа.